Perché ne tardi me pečesni laki, vo moj posleden borci vlegova. O borba, makedonski narode, za sveta narodna sloboda, so presni radose me. O borba, makedonski narode, za sveta narodna sloboda, so presni radose me. Пролета 1944 година ситуацијата на сите фронтови беше таква што се очекуваше брзо напредување на Црвената армија на Источниот фронт да што поскоро пробие кон Балканот и Централна Европа, на сојузниците англоамериканци да напредуваат и тие напредуваа низ Италија, а беа веќе по завршна фаза и подготовките за отварање на вториот фронт во Европа. Во таква една ситуација во Југославија исто така се готвеа сите сили да засилат активноста, но едновремено и германците кои имаа една јака снага во Грција под името армиска група од 10 дивизии со околу 450.000 души, таа се готвеше за напуште Грција, кога проблемот беше само кога ќе отпочне, но едновремено очекуваа германците, документацијата говори дека и Бугарија ќе капитулира, како што претходната година капитулира Италија. Во таква една ситуација Централниот комитет на Македонија и главниот штаб размислуваа како и на кој начин да ги засилат своите акции за да попречат слободното истеглување на германската армиска група од Грција и од друга страна да зададат што поголеми ударци на бугарските окупатори во Македонија. Тогаш главниот штаб донесе да отпочне со пролетната офанзива. За таа цел се нареди првата и втора македонска бригада да ги засилат акциите. И тоа првата бригада да помине во една офанзива, да се пробие во Западна Македонија и да ја обнови слободната територија од 1943 година. Втората бригада пак и оваа ситуација доби задача да помогне пробивањето на првата македонско-косовска бригада во Западна Македонија и да действува офанзивно во реонот Кајмакчалан, Тиквеш, Кожух, Гевгелија, па чак и до Битола. Бугарските окупатори готвеа офанзива во северниот дел на Македонија, меѓутоа тие додека ја готвеа офанзивата, главниот штаб на Македонија нареди и презеде офанзивна акција со скоро 4 бригади. Тие добија задача Трета македонска бригада да нападне на Кратово, да го заземат Кратово, 6-та јужно-моравска бригада да нападне на Крива Паланка, првата Софијска бригада да нападне на Ѓушево. Со таква една концепција отпочна пролетната офанзива. априла нашли smo se na samoj granici u selo Nova Gorica, naseljeno Makedoncima. Tu smo stvorili plan da u toku noći dokopamo se planine Galičice, prelazeći granicu bugarsko-albansku, jugoslavensku, jer je tu tromeđa. Noću smo prošli, izbili smo na greben planine Galičice, išli smo grebenom i u samu zoru
došli smo u selo Zavoj. Plan je bio da u to selo se zadržimo možda dan, dva, da prikupimo podatke, pa onda da po određenom planu dođemo u Debarce gdje bi izvršili ofanzivu i stvorili novu slobodnu teritoriju. Podatke mi o neprijatelju nismo imali. U selo smo se razmestili, međutim u toku dana došlo je do borbe, napali su nas bugarske jedinice. Mi smo uspjeli kratkim borbama da Bugare tu razbijemo i onda je bilo jasno da treba čim pre da pređemo komunikaciju Ohrid, Resan, Bitolj. Jer to je solidna komunikacija prvoga reda, lako je dovlačenje neprijateljskih snaga, bilo iz Resna, Bitolja ili Ohrida i trebalo je to preduhitriti. Zbog toga, čim smo uspjeli da razbijemo neprijatelja, mi smo žurili ka komunikaciji, postavili smo zasedu sa jedne i sa druge strane, odnosno i prema Ohridu i prema Bitolju. Tu smo i uništili jedan kamion vojnika bugarskih, prešli smo na komunikaciju i dočepali se planina, tako da smo 28. uveče grebenima planina išli i 29. sećam se, bio je sunčan, lep dan, pored sela Kuratice prelazili prema selu Velmeju. Dve najveće borbe koje su bile na Debrecama, to je bilo u Velmeju i na Raspušću. Kad smo bili na Raspušću, da li smo bili rezervi, ne znam kako. Znam da je neki kosovski bataljon sa desne strane strašno napadao i Nemci i balisti su ih pritiskali, ali imali su već ranjene i mrtve i situacija ostala vrlo kritična. Pa je došao Janez Valenčić kod nas, rastegao ruke, kaže Zidar ovako na brdo gore, na vrh da se popenjete. I mi nismo ni dosta mislili, jednostavno smo se podelili po desetinama i počeli smo da ih rušamo po toj šumi. Mi smo, možda bila to naša taktika ili sreća, mi smo gazili one Njemce i baliste koji su bili na položaju, pa smo prehitili ih, tako da smo potpuno neko paniko stvorili među njima. A sa druge strane su nabijali drugi bataljoni. Kod jedne bukve, velikog stabla ovako, podgornik me povuče za bluzu i kaže pazi Zidar, Njemci. I onda mi se sklonimo iza te bukve, pošto je bila prilično široka, i ja mu kažem, slušaj, najbolje se povučemo natrag, malo u dolinu, da nas ne vide, pa ćemo ja sa desne strane, ti sa lijeve strane, da idemo gore. I ja sam se povukao natrag, a podgornik nije imao strpljenja da čeka da bi se povukao potpuno dolje, da bi se malo sklonio, nego jednostavno išao na levo i vidim ga kako je pao, ufatio se za jedno granko i pao dolje. Poslije došli su ostali i najurili smo ih gore na brdo. Na tom brdu je bila jedna čistina i mi smo ih najurili na tu čistinu, a sa druge strane su bili drugi bataljoni, tako da tamo su strašno platili ono što se te danas napadnu. A bilo je opasno zbog toga jer ispod nas je bila bolnica i bali smo se da ne bi prodrli da bi došli do bolnice. Ja kad sam se vratio, podgornika sam stavio jedan bržuljak ovako, pokrivo sa lišćem i kazao sam da drugog dana idemo po njega. I u stvari drugog dana ja sam uzeo jednog konja, dao mi je Pavle naređenje da uzme jednog konja i uzeo sam Antona Maljevica i ja sam išao naprijed, on sa konjem natrag, išli smo po njega, natovarili smo ga na konja i dovukli do tamo neke doline blizu Misleći i iz Bažde. Tamo nas čekali ostali Slovenci sa nosiljima i napravili su već sanduk, a bile su neke ženske tamo i vidim neke ženske početi da plavi, joj, tako mladić, lep, pa je mogu da umre. One su uzeli odmah, jer ranije su spremili, uzeli su neke posuđe i počeli da ga peru, je bio pun krvi. Jedan od Slovenaca je skinuo košulju i obukli smo ga tako da je bio čist. Ja tog momenta, kad ga gledam, bio je kao živ tamo, mlad, pun života. Gledam još, mislio sam da će ustati. Uzeo sam olovku i počeo sam da nešto pišem.
i napisao sam, pošto sam to citirao na grobu. Tam, kjer bistra voda teče, bela hiša tam stoji, mati tvoja tam te čaka in solz ne briše se oči. A za manj te bo čakala, vzela te bela smrt, na Kara Ormantan si padel, to nos slovenske četeti. Tam na griču veter piha, pesem žalosti poje, a srce za manj te kliče, le nem tvoj glas mimo nas gre. O, Kara Orman, kaj si strila, kako kruta si nemila, junaške kri si žejna bila, da bi še bolj zaslavila. Počivaj mirno, drag podgornik, v naših srcih živel boš, tvoja kriv ne bo pijoča, skoraj maščevana bo. Втората македонска бригада заедно се движе до Пелистер со првата македонска бригада, врши напади во районот на Битола, на Грешница и неколку други посади бугарски во тој район, со што овозможува полесно пробивање на првата македонска косовска бригада преко патот Ресен-Охрид со борбите кои оде кај селото Завој и Велмеј, и на тај начин после тоа првата македонска бригада продолжава Западна Македонија, втората се враќа во Мориово и во районот од Мориово па до Гевгелија води силни акции кои се изванредно значајни, и јас се надевам дека акт кои непосредно учествува ќе укажат на нив. Во тој период на време имаше еден воен участок на место звано железничката пруга Јаворица. Се направи план да тој участок биде ликвидиран. Планот беше да две чети тргнат, една на југ, една на север, едната чета да оде директно на участок. Бидејќи местноста е шумовита, успеавме да дојдеме близо на едно 30-40 метра од стрелјачки строеви и бугарите на Осетија отидеме. Отвори оган на нас. Борциве се разбија во стрелци и се отпочна борбата. Успеа бугарите да изнесат 2 пушкометролеза на прозорциве, но за кратко време бија убиени тие пушкометролезци нивни. Бидејќи обрачот се стегаше од сите страни, тие не можеа да го издржат нашиот налет и бугарите видоа, не видоа, едни, тие што беа истепани останаа мртви тука, а онај останатиот дел се изфрла у Вардар. Некои што не знаеа да пливат, па тие си издаве, Вардар беше таму доста долго. Значи беше ликвидиран овај нивни участок кој многу ни сметаше на нас. Тоа е едно, а најголемиот успех на овој батальон, мислам од друга бригада, беше тоа што другата аминиравме на 2 места. Така да штетата материјална и застојот на германските единици и на бугарски возови беше стопиран неколку дена, така да таа борба е еден голем успех на друга бригада у тој период на време. Бригадата е стално од борба во борба. Таа воде тешки борби во Крњево, во Мрежичко, во Демиркапија. Исто така воде борби и на Гатеново и Голем. Тоа се големи бугарски дружини кои што се стално под трагите на нашата бригада. Народот од Тиквешија беше ставен под тешки репресалии од страна на окупаторот. Тој превзеде и такви мерки каде што селата 4 до 5 села ги концентрише во едно село како во логори. Тоа беше Крњево, Ресава, Кавадарци и други места. Негорци исто така како едно организирано место со здрава партиска организација го осети бугарскиот терор на еден посебен начин. Кога заседаваше местниот народно-слободилачки одбор
во кој беа 7 организирани лица и 2 борци од позадината. Тие беа обколени на вечерта, дел од нив уапсени и на другиот ден и во наредните денови 5 души од нив стрелани, а оние кои беа сумливи како соработници и активисти, тие беа по затворите малтретирани, тука негде по број 10-12 души и протерани од местата за да не можат да продолжат со своја активна работа. Но и поред таквите мерки, бригадата беше стално у контакт со нашиот народ, затоа што навлегуваше во тие центри, ги разбиваше бугарските единици и така од тамо идеа прилив на нови борци. На територијата на Бошавија се движи полицијски бугарски одред, кој што во Тиквешија пали, интернира, плячка по селата, ги тепа селаните. Вечерта, спрема 12 јуни, бригадата со еден забрзан марш се насочува кон селото Стремашо и во Мугрите на 12 јуни пристигнува близо до селото. Пред тоа, разбраме дека полицајците од овој одред, 2 селани, кои работеле за целите на народно-сличната борба, ги открија и фаќа и во едно трдло и една колиба ги запалува заедно со неколку јагниња. Ово уште повеќе го подгреа желбата на партизаните за што поскоро и поуспешно ликвидација на овој злогласни бугарски полицејски одред Бенковски. Нападот беше извршен со Битолскиот батальон од југоисточната страна, а Тиквишкиот батальон од североисточната страна. Овде треба да се напомени дека бригадата за прв пат применува борбено дејство со обкружување на непријателски сили. Тоа беше изведено секавично. Бидејќи полицајците беа на самото рече укрепени во длабоки укопи кои беа однапред подготвени за одбрана, со намера да го спречува борбеното дејство на втората бригада во правците на Демиркапија, Драчевици, Копришици и другите оближни села. Овие 2 батальони од Мугрите до после 10 сатот, после 2-3 сати борба, го стегнаа обрчот така да полицајците се најдоа во потполно окружување. По едночасовна борбено дејство на речито, дека беа укрепени полицајите, се задими од дејство на рачните бомби и се дигаше голем чад и прав од самата земја, а и повеќе парчиња од шинилите на бугарски полицајци. Во тоа борбено дејство, кое јуришеше на наша партизанката Ленка, што тука дојде од Ѓевѓилија, во првите борбени редови падна како прва жртва во ова наша борба. Обидот на овие полицајци да се излечат и да избегат не успеа, туку за кусо време беа обколени и уништени. Односно беа убиени 46 полицајци и 8 заробени, врз кои после тоа нашиот партизански суд ја изрече смртната казна и таа беше извршена.
Додека втората македонска ударна бригада ги изведува своите офанзивни акции во реонот на Тиквешијата, првата македонско-косовска ударна бригада во истото тоа време го продолжува својот пробив низ Дебарца, онака како што тоа беше набележено во планот на главниот штаб на Македонија за реализирање на пролетната офанзива. Првата македонско-косовска бригада ги поминува низ остри судири и борби со непријателот селата Велмеј, Завој и Слатино, се префрла на Караорман и на 1 спротив 2 мај стасува во селото Црвена вода. Tada smo stvorili plan za ofanzivu za oslobođenje Debarca. Plan je bio sljedeći. Kosovski bataljon, jedan je trebao da uzme položaj kod sela Botuna, drugi bataljon je trebao da da bude kod sela Pesočane, jedan makedonski bataljon je trebao da zauzme Izvor, a jedan bataljon da drži položaj kod Podvisa. Porušili smo mostove i drumske i železničke, otpočela ofanziva 3. maja i to po planu kakvog smo bili stvorili. Ovdje bi ispričao samo neke detalje. Interesantno je da je kod Izvora uspela jedna nemačka kolona da se probije, dočekali su je naši kod Pesočana, oni se vratili ka Izvoru, dočekali su opet naše jedinice kod Izvora, ta nemačka kolona je potpuno uništena, zaplenjeno je dosta automatskog oružja i municije, međutim na nekim kamionima bilo je dosta eksploziva i municije i pobijeno je dosta Nemaca. Tada sam prvi put u životu vidio i karbonizirane leševe, de facto su izgledali kao crne male lutke, to su nemački leševi. Kod Podvisa je makedonski bataljon dočekao jednu kompoziciju železničku i napao je i tu je bilo oko 150 mrtvih. Čini mi se da su gubici tada nemački iznosili na ovoj teritoriji oko 600 mrtvih. Bilo je i nešto zarobljenih i sa dosta zaplenjenog materijala. Odmah posle toga, naravno, održavali smo kontakt sa narodom, oduševljenje je bilo veliko, držali smo slobodnu teritoriju, prostranu, isto onoliku kolika je bila prostrana jesenjih dana 1043. godine. Oduševljenje naroda je bilo veliko, mi smo tu onda imali svega u izobilja, međutim, došlo je do nemačke ofanzive, jer su bile prekinute sve nemačke komunikacije na relaciji jug-sever. I zbog toga trebalo je, zbog verovatno i povlačenja nemačkih snaga prema severu izvesnim, oni su preduzeli ofanzivu i to su išle snage od Ohrida, od Ebra i od Kičeva. Tu je bilo i tenkova, bilo i artiljerije, i minobacača, i mi nismo imali kut, nego smo se povlačili, ali u povlačenju mi smo stvorili novu teritoriju, zauzeli smo selo Zbažde, zauzeli smo Ržanovo, Lokovo, Burenac, Selca, tako da smo stvorili novu slobodnu teritoriju koja 1943. godine nije bila slobodna. Znači, ova ofanziva nemačka je potpuno propala, dolazi 8. juna u Lokovo selo do formiranja prve makedonske brigade. Првата македонска бригада формирана е во село Локов. И тоа е формирана во непосредна близина на црквата, Ненно плато, се сеќам врло добро, бидејќи јас бев присутен тука како член на главниот штаб, разбеш, и пред борците говори, разбеш, Цетко Узуновски, звани Абас. Цетко беше тога политички комесар и говори пред бригадата. Не се сеќам дали имаше некои други, разбеш, членови на главниот штаб, присутни во тој момент. Али веројатно е било, разбеш, све што беше на тоа подришје е било. Ова бригада, одма по формирањето, не седи веќе мирно. Она веќе изводи такци. A 24. juna na Karaormanu proglašava se prva Kosovska brigada. Tada je govorio drug Pančo Nedeljkovski, zamenik komandanta glavnog štaba Narodnooslobodilačke vojske Makedonije. Ja sam zastavu primio i ja sam tada govorio borcima. Govorio je i Cvetko Uzunovski. Toga dana je bila
i velika priredba. Od Vardar do Berlin, golem šum se diga. Od Vardar do Berlin, golem šum se diga. Makedonija se zatrla zajedno sosite. Makedonija se zatrla zajedno sosite. A nije Makedonci nema da se plaši me. Posle toga prešli smo na slobodnu teritoriju ka selu Burincu i Sevcu, donijeli plan za napad na Debar. Trebalo je da izvršimo zajednički napad sa albanskom prvom brigadom koja trebala drži klisuru Drima, odnosno između Struge i Debra. Napali smo Debar iznenada 9. jula. Grad smo zauzeli skoro do 12 časova ceo. Nemci su držali samo kasarne. Međutim, nije došlo do angažovanja albanske brigade sa strane Struge. Posle podne su došle nove snage, došli su tenkovi i počela jedna teška borba. Mi smo morali napustiti grad. Sjećam se da je makedonski bataljon bio pomešan sa tenkovima. Došlo je do posebnog heroizma, borba tenkova i boraca. Povukli smo se, napustili grad, imali smo dosta gubitaka, prilično ranjenih i vratili smo se ponovo u selo Lokovo. Kasnije je došla tu i prva albanska brigada na čelu sa Mehmed Šehom. Došlo je do drugog napada na Debar gdje su učestvovali prva makedonska brigada, prva albanska brigada, a prva kosovska brigada je držala komunikaciju Struga-Debar. Tada je došlo do borbe skoro identično kao prvi put, s tim što su u dolini reke Drina došlo je do uništenja jedne nemačke kolone sa tanketama. Tada smo i poslali depeš o velikoj pobedi Srbi za Linden, jer je jedinica kosovarska vodila borbu u tom delu. Nakon toga došlo je do novog zadatka naređenog od strane Vrhovnog štaba i Glavnog štaba Makedonije da kosovska brigada ide za Kosovo. Došlo je do jednog emotivnog rastanka da se borci koji su vodili toliko duge borbe po čitavoj Makedoniji, u Albaniji i u Grčkoj moraju rastati. Bile su pune oči suza, ali smo sa pesmom se rastali jer smo znali da idemo na iste zadatke za dalje oslobođenje naše zemlje, a nije bilo bitno koja je teritorija. Tam, kjer bistra voda teče, bela hiša tam stoji, mati tvoje tam te čaka in solz ne briše se oči. A za manj te bo čakala, vzela te bela smrt, na Kara Orman tam si padel, ponos slovenske četeti. O, Kara Orman, kaj si strila, kako kruta si nemila, junaške kri si žejna bila, da bi še bolj zastavila.